Вработените во пазарна инспекција единствени бараат итна средба со премиерот Зоран Заев за да ја смени одлуката за разрешување за првиот човек Стојко Пауновски. Со петиција подпишана од сите вработени во централниот, но и регионалните инспекторати, застануваат во одбрана на шефот со образложение дека условите кои ги создал од кога е на функција досега никој не ги овозможил, но и неговата постапка да пресече со одлука за невработување е оправдана. За жал се уште немаме одговор по однос на барањето за приеми, ако петицијата е уште во текот на вчерашниот ден подпишана, речиси од сите вработени во Државниот пазарен инспекторат. Она што е најбитно е да ја постигнеме таа средба, до тогаш ни останува само да чекаме. Со собраните подписи и писмен допис во понеделник ќе се обратиме до владата со цел остварување средба со премиерот, која се надеваме ќе резултира со позитивен постигнат договор. На социјалните мрежи граѓани оформија група за поддршка на Пауновски, а поддршка е дадена и од синдикалната организација УПОС и стопанските комори. Настапот на Заев пак во кој тој порача дека не дозволува различни мислења од оние кои ги утврдила владата, а секое спротивставување е основа за разрешување, предизвика бура од реакции. Контра Заев застана и негови сопартици. Александар Кирацовски во статус на Фејсбук му порача на Заев да не се разрешува Пауновски, туку да се променат критериумите за распределба на вработените по рамковниот договор. Реагира и некогашниот прв човек на ПДП, Петар Гошев, кој вели дека ако СДСМ е вистинска партија, треба да го одбрани Пауновски. Дека одлуката на директорот е исправна, реагираат и поранешни инспектори. Просветниот инспектор Ѓорѓе Левски за Алфа вели дека е спорно и образованието на кандидатите, бидејќи голем дел од нив завршиле како што вели во Универзитетот на Рамис Мирко. Морам да кажам, апсолутиста Зоран Заев му се заканува. Тоа го има во оние режими каде што или ќе постапиш вака, или ќе те нема. Добро е што му се спротистави, бидејќи тој е од јавен интерес и должност е на директорот Пауновски да го информира дека постапката на Заев е незаконита. Најголем дел од нив имате сознание, веројатно. Да, завршиле на Струшкиот универзитет Рамис Мирко. И таму треба да се испитаат сите работи. Откако Пауновски јавно му се спротивстави дека нема да ја почитува наредбата за вдомување на 35 рамковни административци кои се некомпетентни за функцијата, Заев остро му порача дека не дозволувал ваков прекос од директорите кои тој ги поставил. Според наредбата од вице-премиерот Груби, во која скоро 1400 рамковни административци треба да бидат распределени во повеќе институции, во Државниот пазарен инспекторат треба да се вдома 35. Бурната реакција на Пауновски дојде откако откри дека нивните компетенции не одговараат за функциите на кои треба да бидат распределени, ниту пак во градовите во кои наведено има потреба од нови вработувања.